Здраво, јас сум Стефан, ученик во програмот Мали и возрастни генијалци. Ке ве запознам со едно научно истражување на доктор Масару Емото, јапонски истражувач кој ги проучувал тајните на водата и незината чудесна моќ – меморијата. Доколку ви се допадне нашето видео, ја поттикнеме вашата генијалност. Кликнете лайк, станете претплатник на нашиот YouTube канал. Нашата планета Земја одржува постојана количина на вода. Исто како и нас, Земјата е живо динамично битие. Таа има вени и артерии, и сите тие се поврзани во едно големо и силно срце – океанот. А ние, исто како и површината на Земјата, сме создадени од скоро 70% вода. И ние имаме урагани и тајфуни. Урагани на северна хемисфера и тајфуни на јужна хемисфера. И гледате каков е начинот на кој се движат временските промени на нашата планета. Тие одат од половите до екваторот и повторно од екваторот се враќаат назад кон половите. Бесконечно, како две вкрстени кровни и лежачка осумка, нели? На нашата планета постои двоен торус за начинот на кој се однесуваат водата, електричните полиња и магнетното поле. Значи, водата е израз на структурата од простор-време. Доктор Масару Емото, јапонски истражувач на водата, вели: повеќе од десетина години формиравме кристали. Од нашите тестови дојдовме до заклучок дека живата вода формира повеќе хексагонални кристали, а помалку живата или мртва вода не формира хексагонални форми. Она што не загрижува е тенденцијата на водата од кој било голем град да не формира убави кристали. Водата игра клучна улога во начинот на кој информациите се разменуваат. Всушност, водата е медиум пред кој се управува цела природа. Во зависност од возраста, човечкото тело е создавено од 70 до 90% вода, со цел да ги одржи своите нормални животни функции. Возрастен човек пие приближно 2,5 литри вода секојдневно. Дополнително, уште 1,5 литри се апсорбираат низ кожата за време на капење или туширање. Како е можно, спротивно на гравитацијата на Земјата, водата да е во состојба да се издигне низ стеблата на гигантски дрвја наспроти притисокот од 10 атмосфери? Например, во семе за време на ратењето, водата достигнува 400 атмосфери притисок. Ете затоа асфалтот може лесно да биде пробиен кога растението пука. Молекулата на водата има два пола. Молекула која делува преку својот негативно наелектризиран крај може да повлече друга молекула со својот позитивно наелектризиран крај. Така се формира структурата на водата. Некако меѓу променливите форми може да се видат стабилни формации. Во рамките на овие структури, водата ги задржува за планетите информации. Овие кластери работат како мемориски келии од одреден вид, во кој водата, како на магнетна лента, ја бележи целата историја за нејзиниот однос со светот. Значи, ако водата во себе ги собира и вградува нашите мисли, тогаш зашто размислуваме? Помислете, ако во нашето тело има вода која претходно била во четворица други луѓе или животни, ова беше мала провокација. Во овој експеримент, истражувачите на доктор Емото користеле чаша вода од чешма во Токио, која се чини дека не можела да формира кристали и затоа направиле тест. Учесниците ја ставиле чашата со вода во центарот на дивниот круг и испраќале благодарност до водата. Проучувајќи ја водата под микроскоп, истражувачите почнале да гледаат како се формира кристал. Зголеменото увеличување ја покажало симетријата на кристалот, откривајќи како водата од чешма се трансформира поради благородноста која била испратена од групата. Кристалот продолжил да расте, изразувајќи ги примените енергии. Водата од чешма во Токио конечно произвела прекрасен кристал.
Доктор Масаро Емото вели: беше интересно да се видат толку зачудени деца. Сите тие сведочија и направија разлика каква беше токинската вода од чешма пред и како се смени структурата на водата од како ја испратија молитвата. Пред да се случи овој експеримент, нивните мајки беа скептични, но откако сведочија на експериментот, тие рекоа: навистина мора да веруваме. Јас сум Стефан, ученик во програмот Мали и возрастни гениалци. Се надевам дека ви се допадна нашето видео за истражувањето на јапонскиот доктор Масаро Емото за тајните на водата. И се надевам дека кога следен пат ќе пиете вода, нема да се зацркнете од смеење и дека ќе сте свесни за вашите мисли и емоции. Се надевам дека ви се допадна нашето видео и ја поттикна вашата гениалност. А сега, кликнете лайк и станете претплатник на нашиот YouTube канал.